Македонија се најде на 84-тото место според индексот на конкурентноста, но според министерот за финансии Драган Тевдовски, владата презема низа на мерки за да му помогне на приватниот сектор. Во изминатите години растот во Македонија главно беше базиран на државните интервенции, пред се во нешто што е непродуктивно, као проектот Скопје 2014, градење на споменици, фасади, нешто што не ја движи економијата. Одлично е што во изминатиот период оние главни макроекономски индикатори кои што покажуваат дека приватниот сектор започна да оди во позитивна насока, например индустриското производство имаше раст над 5%, а потоа извозот има двоцифрен раст, некаде околу 14% во првата половина на годината. Странските инвестиции се двојно повисоки него просекот од претходните години. Според Тевдовски, овие бројки покажуваат дека има подобрување во економијата, но како што рече, мора да се продолжи, а клучниот чекор за да се оди напред е Македонија да се интегрира во НАТО и Европската Унија, бидејќи тој ќе биде најголемиот стимул за инвеститорите. Прашан за ребалансот на буџетот во кој е предвидено да се исплатат долговите на општините и дека економските експерти коментира дека економскиот раст од 2,8% е сепак превисок, Тевдовски со одговор дека исплатата на долговите на општините е со цел да се придвижи локалната економија, а со тоа и економскиот раст. Нашата идеја со ребалансот е практично да ги помогнеме општините, бидејќи ако одлокираме дел, ако им помогнеме да сервисираат такви големи непластени обврски, тоа ќе биде добро за економијата, бидејќи ќе го стимулира растот преку одблокирање на закочени процеси. Најважно е да бидат изгласани почетокот на уставните промени во парламентот и потоа да се оди со усвојување на ребалансот од страна на собранието. Министерот за финансии Тевдовски денеска во Штип најави дека ќе има и механизми со кои ќе се спречуваат и новите задолжувања на општините. Но во моментов е важно да се изгласаат уставните промени, како што вели Тевдовски. А доколку не се изгласаат, во тој случај нема да го има овој ребаланс на буџетот, поради предвремени парламентарни избори.